епизода од подкастот Кафе Муабети за дислексија. Моја денешна гостинка ќе биде Катерина Николовска, магистар по специфични тешкоти во учењето, академски јазичен терапевт и координатор на Центарот за специфично учење во Интернационалното училиште QSI Скопје. Со Катерина ќе зборуваме за моментите како се запознаваме, тоа што сме работеле заедно, ќе дискутираме општо за дислексијата и што е потребно да се направи за дислексијата во Македонија, за учениците со специфични тешкоти во учењето, но и за се она кое што ќе го правиме во иднина, затоа што мислам дека ние како тим, сите кои што работиме дислексијата, можеме да направиме вистински промени кои што се потребни во нашата држава. И секако, доколку ви се допаѓаат нашите видеа, кликнете subscribe за да добивате нотификации за сите оние следни емисии и сите содржини кои што следат на нашиот канал. И официјално сега од кога ја најавив новата епизода од подкастот Кафе Муабети за дислексија, Катерина, добре дојде. Фала ти, добре најдов. Мене ми е навистина драго што баш ти си дел од вторава емисија, затоа што морам да признаам дека си ми еден од подрагите соработници, особено заради начинот на кој што ги правиш работите, кои што ги правиш поврзани со нашата работа, меѓутоа во текот на разговорот ќе дојдеме и до тој дел. И јас би го почнал разговорот со моментот како ние се запознаваме. Иако ти ми спомна претходно дека ние се знаеме всушност и претходно, ама ајде прво јас ќе го кажам ова, па ќе дојдеме и до тој дел. Се сеќавам, тоа е, сега само да отворам да видам точно која година е. Во тој период ние правиме доста едукативни настани, односно семинари со едно исто име, ама многу дислексија, пристап, форми и методи. Тоа беше првиот семинар кој што го направивме во Скопје. Со преголем интерес, после направивме уште 5 исти во рок од 4 месеци, мислам дека. И увидовме дека голем дел имаше луѓе од другите градови од Македонија и се решивме да почнеме и во другите градови. Тогаш се сеќавам во тој период една мајка Славица од Штип, со неа се споивме и ни помогна да организираме семинар во Штип. Правевме семинар и веројатно во моментот на некоја штипска телевизија тоа им се види интересно и дојде да снимија прилог за семинарот и општо за дислексија, прилог кој што после беше превземен од Телма или од некоја телевизиите во Скопје. И на тоа мое излагање, нели, пошто јас сум секогаш тој што збори за дислексија во име на Ајнштајн, кажувам дека во Македонија постоја само двајца лиценцирани тренери за дислексија, Славица и Гордана. И завршува семинарот и ние сите обучувачи што беа на семинарот седнуваме во кафана на ручек и мене ми звони телефонот и сега со гужвата се тргам на страна и ствари сега ти и ми викаш јас само да ви кажам нема двајца лиценцирани, има уште двајца за дислексија тренери. И јас добро, ме знаеш како дипломатски настапам. Да, во ред, па да се запознаеме едно друго. Добро, и јас пуштам со тебе телефон и сегам, која е се ова женава што се јави? Ја појма немам со кој зборам. Викам пак, мислам сега да го објасниме моментот зошто така мислам, затоа што во тој период од кога се појавивме ние како организација, претходно не можевме ништо да најдеме за дислексија, сега од кога направивме првиот семинар, од сите страни се појавија луѓе кои што наеднаш викаат ние сме стручни за дислексија и ние до ден денеска трае таа борба кој е постручен, чива е дислексијата. Заради тоа ми беше таа реакција и седам на маса, се враќам на маса и викам на сите. Викам, се прават паметни луѓе, пак сега се појави некоја. Викам, како наеднаш, викам сега. Нема врска, тоа беше првиот момент кога стапуваме во контакт, сега гледам дека било така, 2017 година е ова. Да. Април негде, веројатно. Ама ти ми спомна дека уствари ние се знаеме од првиот отворен ден. Не, тоа не е прв, него тоа е прв отворен ден во Ајнштајн, од кога јас почнувам веќе да се плеткам во таа работа, како претходно Славица имаат организирано други отворени денови со родители. Па ние се решивме ајде нешто ново да направиме во старите канцеларии во Дворче. И сега јас се сеќавам
дека дојдоа две девојки тогаш од Нова, мислам дека, така? Да. Ама, стварно, сега кога ми го спомна тоа, се сетивам, јас стварно појма немав дека си тоа ти до преска. Да, јас пак се сеќавам еве само на овој момент со јавувањето него. Не го памтам, ама некако добро личи вака на мене, да. Да. Дека да. Види, сте отвориле медиум тогаш, веројатно за да може луѓето да препознаат дека има каде да се обратат и да кажат да, јас ова го работам. Таа борба се уште постои, нели, кој е постручен, чија е дислексијата, иако стварно нема потреба, нели, од такви препирки, сите може да работиме, меѓутоа мене прво сеќавање на соработка со тебе и запознавање со тебе ми е отворен ден Ајнштајн, кај што јас се уште немав ни никаква допирна точка со дислексија, бев во редовна настава тогаш, во 4-то деление, имав ученици со дислексија. И така почнав да се интересирам полека, нели, за што е дислексија, како и многу се израдував кога видов дека има нешто во Македонија каде што, нели, со кој што може да се соработува и да се направи нешто за тоа и од таа причина, од љубопитност дојде. Ама ја сега ќе си го навратам филмот. Јас точно се сеќавам, ние седевме на дрвената маса во двор и твојата колешка дојде со бебе. Со бебе. Значи добро, јас се сеќавам, зашто не сум ги споил работите, знам, дискутиравме, ние тогаш имавме некои волонтерски истражувања правено во школи, па ви ги давав информациите. Да. И малце имаше тогаш мене по први мисли ми беа сега како овој метод, зашто се користи овој метод. Јас бев, нели, малце повеќе насочена кон Ортон Гилнихам, нешто друго што се косеше и после откако, нели, малце се проширија видиците и хоризонтите, видов дека супер се и двата и може, нели, двата да се комбинираат, ама тогаш беше како ќе соработуваме сега кога со спротивни ставови сме. Ама не, јас се сеќавам сега, имаше тука малце така некоја чудна енергија, точно се сеќавам, и знам, мислам се, јас сум таков човек, јас можам да седам и со секој да си правам муабе, дискутираме све, ама се сеќавам после од кога вие отидовте и сега собрани мајкиве тука и ме прашуваат кои беа девојки, викам не знам, викам некој од Нова, пази се, они ќе земат нешто таму да не почнат да прават, викам што ќе прават, викам ама добра, мислам јас тогаш стварно сум многу малце навлезан од дислексија, тоа ми е прва активност во здружение, не и тука веројатно после тоа толку не се сеќавам некаков контакт. Немавме после тоа, мислам дека никаков контакт, затоа што јас тогаш не ни бев воопшто, ниту бев обучена за тоа, ниту имав намера некаква да се пренасочам. Едноставно само ми беше љубопитност и знаев од прилика за како е најдобро да се работи со тие дечиња, да речеме најоптимално, ма немав никаква, не бев вклучено никако директно. Да, нема врска. Ај да ги патиме сега работите од почеток. Јас во најавата кратко кажав која си, ама ајде вака. Која е Катерина? Прашање вака кога ќе го викам сега од кој аспект да го одговорам. Ама мислам дека најдобро би било, знаеш дека се, не знам, некој што константно се менува. Работата со дечиња со дислексија или генерално со дечиња со тешкотии ме научи на флексибилност. Малце го скрши тој еден некако штит или оклоп кој што си го има претходно и нели сите оние строго зацртани дефиниции за што сум, која сум, што правам, кој е начинот на кој што го правам и така натаму. Така што многу сум благодарна за тоа што цел овој контакт со овие дечиња ме направи многу флексибилна и тоа веројатно варира од ден на ден, нели, која сум јас и е многу менливо. Меѓутоа, ако земеме да го објасниме за кој сум и што правам, тогаш да сум терапевт за јазик, односно терапевт за дислексија и работам со дечиња кои што имаат дислексија или некакви тешкотии со читање и пишување затоа што се многу тесно поврзани. Јас си тоа викам, значи на крај краишта не е битно како ќе го накажеме проблемот, дали е дислексија или не. Ние сме тука за да им помогнеме на учениците, независно какво име ќе му дадеме на проблемот или тешкотијата. По професија си, нели, што имаш ствари завршен факултет? Ова е долга приказна. Јас примарно завршив англиски јазик и книжевност, преведувачка насока.
Ни еден ден немам искуство како преведувач и никогаш не сум кажала дека сум преведувач, затоа што мислам дека во тој период многу лутав со тоа. Знаев дека сакам да се занимавам со нешто поврзано со јазик и љубов ми беше и желба јазикот, меѓутоа превод искрено не се ни сеќавам како и зошто ја одбрав таа насока кога уште не бев дипломирана, јас почнав да се занимавам со настава, нели, со предавање на англиски јазик на дечиња. Така што тоа ми е примарно образование. Значи, ти почнуваш како наставник по англиски? По англиски јазик, да, во едно приватно училиште, нели, за Да, тоа ми беше мојата, значи да тргнеме на страна тоа што си сега, него ти си почнала како си завршила. Како завршив англиски јазик и книжевност, преведувачка насока, меѓутоа почнав да се бавам со настава. Имав еден прекин во студиите кога бев во Америка. Откако се вратив, почнав веќе да работам, нели, уште додека студирав, почнав да работам како наставник. Значи ти уствари одиш во Америка додека студираш? Да, после втора година, да, одам во Америка, имав некоја програма на размена во тоа време беше актуелна, каде што поминав 2 семестри во Америка, па се вратив и го продолжив студирањето тука. И сега откако дипломирав си се насочив на настава и после неколку години се запишав на доквалификации, па го земав и тој, нели, сертификат за педагошко-психолошка квалификација, за да можам да си предавам, нели. И сега кога сме кај која е Катерина, ќе кажеш наставничка, како прво учениците во школа, што си им? Мис Кате. Мис Кате. Да. На учениците во школа Мис Кате. Да, работам во интернационално училиште каде што така ни се обраќаат или некои ученици ми се обраќаат со име Кате. Така што тоа ми е многу, не знам, мене ми е многу убаво затоа што се прави на многу в контакт со учениците. Не знам, и јас го сакам тој момент затоа што не гледам потреба во тоа да професор ќе да мора, затоа што има наставници кои што едноставно сакаат така да им се обраќаат. Не знам како би се категоризирало тоа, затоа што јас предавам на дечиња од, да речеме, 5 годишна возраст се до 4-та средно. Така што ако го делиме тоа дали сум учителка, дали сум наставничка или професорка или не знам координатор на центарот таму, тие се сите само, не знам, титули кои што веројатно административно олеснуваат во образованието, инаку за дечињата сум Мис Кате. Да. Јасно ми е. Добро, и сега кажавме околу факултетот, велиш насока преведувач, а сега може да те ангажираме како преведувач кој ќе ни треба нешто. Леле, тоа не знам, се случува нешто многу чудно кога треба да преведам нешто. Можам цела обука да одржам на англиски јазик, нели флуентно, кога треба да преведам, друг центар се уклучува и јас едноставно како да не знам ниту англиски, ниту македонски. Може секако ова мало шала, не дека не, меѓутоа не се пронајдов никогаш во преведувањето и не ми е толкава љубов како ова. Никогаш не ми не било. Литературата ми беше љубов, да, и изучувањето на сето на книжевноста, меѓутоа преводот како професија едноставно јас таму не се најдов. Не знам каква си во преводот, ама знам како е кога ја работиш оваа работа што ја работиш сега. Завршуваш факултетот, се вработуваш така во училиште? Приватно училиште уште додека студирав и тоа продолжи некое време, да. Така. И сега, веројатно тука некаде се раѓа интересот за дислексија. Да. Ние во претходната епизода кажавме од каде произледа желбата на Славица да го започне тоа што го започнала. Која е твојата мотивација и како ти дојде идејата да изучуваш дислексијата и да се насочиш целосно во таа насока? Во цел процес на мојата работа имав цело време константно некако некој од учениците имаше дислексија. Јас работев во приватно училиште не за странски јазици. После тоа второ вработување ми беше во Мировен корпус. Мировен корпус е организација која што работи со американски волонтери и еден од учениците таму исто така имаше дислексија. Меѓутоа јас таму предавав македонски јазик на странци. Да. Исто така тоа ми беше еден од првите средби со ученици кои што имаат дислексија и каде што иако немав некои официјални, формални познавања за тоа, морав да изнаоѓам различни начини за како најдобро и најлесно да му го предадам јазикот на овој ученик. Меѓутоа, најголемата мотивација, ово го имам спомнато неколку пати, еден од моите ученици. Првиот ученик поради кој што јас почнав да се занимавам со ова и се запишав на сите до едукации одпосле. Тоа беше еден ученик во QSI,
и училиштето во кое што работам сега, кои што не знам како по некоја препорака ме најдоа овде во Скопје и ми предложија да почнам да работам со детенцето, меѓутоа пред да почнам да се запишам по нивна иницијатива да се запишам на едукација во Америка. Ова учениче ми беше најголемата мотивација да почнам, затоа што откако се запознавме, веднаш се направи некаква конекција и меѓу мене и него и меѓу мене и неговото семејство. Тие бараа некој кој што ќе биде, кој што ќе има љубов да го прави ова, ќе има доволно познавање на англиски јазик и ќе сака нели да се дообразува дополнително. Се случи многу на брзина затоа што тоа беше некој измеѓу период лето 2015-16, таа учебна година, каде што јас за време на летото се запишав на таа доедукација со еден институт во Америка, го завршив првиот дел и веднаш почнав да работам со него. И јас бев нова, и тој се уште не знаеше што му се случува, ама бевме супер тим. Не, ја мислев обратно, мислев дека уствари ти се едуцираш за дислексија периодот додека студираш кога одиш во Америка. Не. Јас така мислев, значи ова е сосема нешто, ова е отпосле. Да, отпосле. Добро, значи, окей, и одиш се доедуцираш во Америка, стекнуваш доста нови знаења, вештини за дислексија и што се случува после? Работиш само со... Работам првата година во QSA, работам исклучиво само со ова детенце како негов терапевт или, да речеме, асистент, меѓутоа не го придружував на часови, туку само имав индивидуални часови со него, каде што работев интервенција, Ортон Гилингхам интервенција, таа со која што нели се стекнав со првичната, базична едукација за тоа. После ги проложив сите дополнителни едукации и сите нивоа, таа едукација имаше 3 нивоа, ги завршив отпосле, иако тоа детенце се преселен или замина во Америка. Да, добро, кај вас во училиште многу е, флуентно има се и да доаѓаат дечиња и така. Да, окей. И работиш индивидуално со него, ја завршуваш во колкав период ја завршуваш нели на целата едукација? Тоа беше, период некаде можеби 3 години, не интензивно 3 години, нели, меѓутоа да речеме некои 3-3,5 години, затоа што тоа беше првото ниво, го завршив морам веднаш за да почнам да работам. Наредната година беше второто ниво и потоа имаше трето напредно или advanced, каде што е она крајното ниво, за да можам целосно да бидам сертифицирана и да работам со дечиња со дислексија. Тој се замина, јас продолжив остана во QSA. Како терапевт за дислексија или да речеме learning support во тоа време. Меѓутоа, откако замина родителите, ова е една многу интересна приказна која што не сум ја раскажала до сега, ама може сега е убав момент. Во тоа време училиштето имаше многу малку деца и таа бројка не беше доволна за да има некој на моја позиција. За да има човек кој што ќе може да работи со тие дечиња. Значи не исполнуваше училиштето, не го исполнуваше тој критериум. Меѓутоа родителите беа толку прекрасни родители и јас отпосле го дознав ова, дека сами уствари ја финансираа наредната година за да јас можам да останам во училиштето и за да поддршката на овие дечиња продолжи. Тоа беше нивна иницијатива и финансиски поддржана од нив. Никогаш не ми се случило до сега таква поддршка да добијам. Јас тоа го дознав откако годината заврши. Не ми беше јасно дека го направиле тоа и беше, не знам. И знаеш, некако после тоа мислам дека мотивацијата беше уште поголема, затоа што единствен начин за да возвратам за тоа беше да работам со што повеќе дечиња и на англиски и на македонски и тоа не престанав да го добро правам. Универзумот некако споја веројатно ти што се вика ти се наредиле работите како што треба, што е супер, значи окей, сега да се навратиме на првите соработки кои што ги имаме ние, нели, ти веќе работиш во QSA, рековме отворен ден, твојот повик која е ваш му се јавува сега. И следно е, ако не се лажам, следно е кога јас те викам... така, состанок пробам да ги спојам на едно место сите кои што се занимаваат со дислексија во тој период. Не можам да се сетам кој све беше Славица, беше мислам дека Гордана.
Јас им една колешка моја, Даница. Даница беше, се сеќавам. Не се сеќавам дали професорката Каровска беше или не можеше тогаш да дојде. Нешто имаше, знам. Тоа беше идеја, што се уште не сум ја изреализирал. Прекрасна идеја што треба да формирање на координативно тело за дислексија, пошто идејата ми дојде од моментот на ние како луѓе кои што ја работат проблематиката, сме на една страна, без разлика, некогаш има и меѓу нас нели некои препреки, несогласувања, што е сосема нормално. Меѓутоа, од друга страна е државата и сите оние законски промени кои што се потребни, образовни промени, затоа реков, ние треба, зашто во тој период точно се сеќавам, имаш излезено некои прирачници за работа со деца со дислексија од Министерство за образование или нешто така. Некоја мајка ми го прати прирачникот, јас го отварам прирачникот и беше стварно, не знам, не беше едноставно добро и стручно направен. Сега викам кои се луѓе што го правеле прирачников, гледам дека и се сеќавам на сите вас ви пишав, ве прашав дали сте консултирани околу тоа, никој не беше консултиран. И така ми се роди идејата, викам чекај, треба да има едно координативно тело кога се работи за специфични тешкоти во учење. И кога државата нешто ќе прави да се консултира со тоа координативно тело, затоа што сите експерти кои што се од таа област би биле во тоа координативно тело, за жал се уште не сум го реализирал. Иако како идеја ми стои дефинитивно, ама многу врски, некако се промени текот на работите, не сум стигнал до тој дел, се надевам дека ќе успееме да го оствариме. И тоа беше тој состан, не можам да се сетам кога е, во кој период, пошто не е објавено на страните на Facebook, не. Треба да барам некој имаше записник, тогаш многу сериозно си ја сваќав на работата, имаше записник, треба стар компјутер да го барам. И нема врска, нема ништо не произлезе од состанокот, ама битно се запознав на убаво сите и тогаш ствари вистински разговаравме и ми остави стварно многу уствари не, па тоа беше моментот кога мислејќи која женава што ми се јави, па ја гледам дека ствари девојка не е женава. Да. И така некако и после беше веќе се еднаш ќе ги отворам на станите. Панел дискусии имаше. Не знам дали беа тие пред после многу настроени сме. Да, стварно имаме. Не, него прва е конференцијата, дислексијата, непрепознаено или препознаено од институциите. Таму си говорник ти, Славица, професорката Каровска, некој од Министерство, ако не се. Имаше, државниот секретар од Министерство за образование. Тоа беше периодот кога ствари ние имавме некако тргна процесот со Министерството за образование, они покажаа желба, јас им пристапив, им објаснив, ние работиме ова и ова. Имаше некоја желба и добро, после тоа све се стопираше. И поентата на конференцијата беше да се презентираат различни практики, тогаш веќе на филозофски се професорката Каровска ги воведе предметите, се воведаа предметите. Славица го работеше ова што го работи денески, ти беше примерот QSA како едно интернационално, сеќавам и директорот на школата беше тогаш на конференцијата, како едно интернационално училиште нели се справува со децата со дислексија, чисто за да ги поттикне надлежните институции што би требало и што би можело да се предземе. Тоа е таа конференција, веќе после одат нели панел дискусиите во Менада на различни теми. И сега ова име малце да го продискутираме. Едната панел дискусија е употребата на медикаменти и психолошка слика кај децата со дислексија. Ќе се надоврзам на медикаментите. Пошто тука се сеќавам во тој период имаше и многу дискутиравме дали да го викаме диагноза, како да го викаме. Јас бев многу против тоа. Диагноза зашто така, ама се сеќавам на твојот став, што е битно како ќе го кажеме, дајте да најдеме решение, стварно е така, не битно. Во тој период беше доста изразен од одредени институции препишувањето на медикаменти за дислексија. Твојот став за тоа?
Види, јас и тогаш мислам дека не се сеќавам што точно нели сум кажала на таа панел дискусија, меѓутоа знам дека некако припишување медикаменти се врзува со зборот диагноза, ама тоа е терминолошки како го имаме ние прифатено и концептот за тој збор диагноза кај нас веднаш се поврзува со некаква медицинска состојба, патологија, нели? Кога веќе затоа што начинот на кој што кај нас овие дечиња се идентификуваат и диагностицираат е на тој начин. Добиваме буквално ливче со диагноза која што е F, не знам, кој е бројчето, никогаш не сум загледала, ниту ме интересира и тоа е тоа што го добиваме. Ретко се случува, иако ретко се случува да добиваме некаков обсежен извештај каде што ќе видиме што е ова, кои се следни чекори сега и така натаму. И веројатно многу е полесно кога на таква диагноза нели ќе додадеме некаква терапија со медикаменти. Никаде до сега не се случило детенце кое што има дислексија да биде третирано медицински. Ова е состојба која што се идентификува така, да речеме диагнозата е медицинска, меѓутоа терапијата и третманот е образовен. Не постои друг начин за да може да се третира дислексијата како специфична тешкотија во учењето. Припишувањето медикаменти апсолутно не сум за, нели, освен кога има некаква друга тешкотија или ако дислексијата, односно тешкотија во читање е последица на некаква друга пречка. Тоа е веќе друга работа. Тука зборуваме чисто за дислексија или било која специфична, затоа што јас сум ги гледал тие извештаи, мене ми доаѓале родители со извештаи од институции со шифрата, стои шифра само дислексија напишана доле терапијата. И сега родител кој што нема информации, гледа, ќе ја провери шифрата на интернет, ќе ја провери, значи он автоматски добива лекарства за дислексија, нешто што за мене е солудо, најскрено. Јас не знам кои се тие, значи навистина не знам кои се тие медикаменти кои што може да го помогнат процесот. Единствен начин за да се помогне е да се смени образовниот пристап и да се смени начинот на кој што тоа детенце ќе биде подучуван. Суплементи, нели, како витамини или било каква друга терапија, тоа е секако никогаш нема штета, се разбира препорачано од медицинско лице, меѓутоа медикаментозна терапија за деца со дислексија никаде не постои. Да, муабетов е, дај ми едно апче за да научам да читам. Нема начин кој што ќе го забрза тој процес, освен работа, интервентна работа со тоа детенце. Да. Мислам, окей. И тогаш мислам дека бев со истиот став, дека не би требало да се третираат така. И генерално со луѓето со кои што работиме, сите го делат истиот став, меѓутоа треба нешто да се промени. Сега тука сум размислувал на моментот, затоа што според мене лично, и тоа е став на Сдруженијето, дека мислам дека вистински диагностичар за дислексија немаме. Немаме стандардизирани инструменти за проценка на дислексија, иако знаеш, не е состојба која што не може да се препознае кај учениците, далеку од тоа, лесно може да се препознае, меѓутоа официјална проценка, диагностика немаме. Мислам дека една од главните работи кои што недостасува кај нас за да нема лутање и на родителите и на децата да им се прават дополнителни трауми е имањето на центар за проценка на специфични тешкотии во учење. Значи мораме да ги јас барам така сметам, значи мораме да ги одделиме децата со специфични тешкотии во учењето како посебна категорија, затоа што има некоја тенденција се мешаа со децата со посебни потреби. Значи две различни работи се исто како што си, мислам, не знам дали знаеш, талентираните ученици се во таа категорија на ученици со посебни образовни потреби, па многу се мешаат работите. Јас мислам дека тоа е една од главните работи кои што недостасуваат кај нас. Нели имаме сега МКФ некоја проценка се прави, меѓутоа колка е стручноста на луѓето не знам, мислам не сум запознаен, не можам да зборувам за нешто за кое што не сум запознаен, ама мислам дека тоа фали. Ти што ти мислиш, кој ти е ставот во однос на диагностичар? Најчесто луѓето кои што ја диагностицираат дислексијата, односно не знам не дали ја диагностицираат, прават проценка за оваа состојба се образовни психолози. Тие се educational psychologists. Јас до сега секоја евалуација која што сум ја добила за детенце кој што има дислексија или која било друга
тешкотија, не само дислексија, е направена од некој кој што е образовен психолог, односно психолог кој што е специјализиран да работи само со дечиња. Зошто? Затоа што не се спроведува само едно тестирање за да откриеме дали има дислексија или не. Се прават низа тестови, односно тоа е батерија на инструменти кои што треба да се направат за да видиме каде точно со кои елементи детето има тешкотија и како може да му се помогне. Тоа се тестови кои што ги проценуваат и когнитивните и академските способности. Знаеме дека когнитивните способности не се врзани со дислексијата и не се афектирани, меѓутоа убаво е да видиме кои се јаките страни, кои се слабостите и како дислексијата е поврзана со тоа. Односно, најчесто и тоа е проблемот, нели, когнитивно децата се многу способни, меѓутоа имаат проблем со оваа најбазичната функција во јазикот, тоа е декодирање, читање на некој тест. Така што на тој начин се прави, да речеме, диагноза која што не е клиничка, туку е едукативна. Овие психолози не поставуваат клиничка диагноза, туку прават образовна проценка и јас добивам целосен извештај кој што мене како некој кој што работи со тие дечиња ми е многу потребен. Па ја мислам дека тоа е потребно на сите. Збораме и од аспект на родителите, што ќе име на родителите клиничка диагноза. Значи им треба таков никаква улога не врши, да. Исто така најважно на наставниците за да знаат. Значи тие кои, пошто знаеш како е сега кај нас во школа ти бараат, ќе кажат родителите има детето дислексија, во школа вика донесете ми белешка дека има. И што со таа белешка? Што дали ти како наставник, да речеме, кој што не си едуциран за дислексија, која добиеш белешката со шифра F таму, како и да беше, ќе знаеш од ништо не знаеш. Пак не може да, што полесно ти е сега, добро, може и об за тоа дете, знаеш како да го изготвиш и об за детето. Тоа е клучно да има таков извештај, затоа што врз основа на тој извештај јас изработувам кај нас се вика Learning Support Plan или план за поддршка, односно ИОП, да речеме, индивидуален образовен план. Јас ги гледам сите слабости на детето, ги гледам каде, во кои области е ова детенце јако и има потенцијал и ги спојувам тие две, така што целите ги правам врз основа и на јаките страни и на предизвиците кои што ги гледам. Ке се навратам тука малце на ИОПот. Се сеќавам на почетокот. Бев така против на некој начин изготвување на ИОП. Сега меѓутоа од кога нели со тебе го дискутиравме многу, ми кажа како се изготвува ИОПот, што всушност значи ИОПот, сватив дека и како е потребно затоа што на крај краишта секој човек има индивидуални образовни потреби. Меѓутоа, знаеш, моето произлегуваше од моментот што кај нас ИОП и за сите деца едното исто, само намали го материјалот за учење, нема потреба да, значи не е тоа. ИОПот. Не, ИОПот, затоа што мислам дека кај нас, доколку едно детенце има ИОП, веднаш влегува во една категорија, се е етикетирано со нешто и има посебен образовен план, значи не припаѓа во оваа училница или припаѓа, ама како се работи со нив, не знам, зависи од наставникот и од едукаторот. Кога веќе ќе го видиме ИОПот како план за поддршка, каде што детето работи на таргетирани цели, за да може да му помогнат да го совлада останатиот материјал. Види, читањето е основата на секој предмет. Нема да му биде достапен материјалот по историја или по географија доколку не може да чита. И ако не се фокусираме таргетирано на цели за читање, нели да му го деконструираме јазикот како елемент, тогаш многу тешко понатаму ќе успее во образовниот процес и со другите предмети, па како идат во погорните оделенија станува се потешко. Така што пак е тоа, не знам, зависи од перцепцијата и како сме имале некој концепт за ИОПот кој што се надевам веќе се разруши дека е нешто страшно и дека доколку има детето ИОП, тоа е некаква диагноза и лепенка. Гледам и со текот на времето дека и родители, затоа што и родителите најмногу одбивале ИОП заради етикетирањето кое што го добивале децата во школата, што јас ги разбирам апсолутно. Ама мислам дека сега веќе се повеќе и повеќе се прифаќа детето да има ИОП, меѓутоа пак ќе кажам клучен фактор е наставникот да знае, да го изготви ИОПот вистински според потребите на детето, не да биде ИОПот само на хартија ставен, дека тоа тогаш е етикета уствари кај децата. Добро, сега спомнавме панел дискусии, спомнавме сега доаѓаат првиот, гледам секунда, првиот семинар кога ние се решаваме да го правиме заедно. Практични методи и алатки
само да го видам точно, сега сме го заборавил. Практични методи и алатки за дислексија, 2 поред се организираат такви семинари. Да, добро. И тука веќе го надминуваме дефинитивно оној момент што го кажам на почетокот, како ти како Ортон Гилингхам, Славица како Рон Дејвис може да соработувате заедно и правиме уствари семинар кај што ги ротираме групите, поделени во 2 групи, едната група го следи твоето и на Даница предавање, другата група на Славица и после се мешаат групите. Сега не може да се сетам, не знам како им било на луѓето, слушаат 2 сосема различни методи, ама мислам дека тоа и дека таа поента се користи да искористат тоа што ти ќе им го кажеш, тоа што ќе го слушнат од Славица и да се направат комбинација со децата, затоа што не знам, еве твое мислење. Мислам дека кога се миксаат методи, не мора да се само овие 2 методи. Било што друго, повеќе резултат ќе има кај децата, отколку само стриктно нели по шема да се држиме и да го тераме само тоа шематски како што ни е наведено. Да, види, мислам дека убаво беше, имаше убав фидбек после тој семинар, ако не се лажам, беше во живо, моите омилени семинари. Чекај, пред да продолжиш, јас се сеќавам. Тоа седиме со Мартин, се што беше дел од здружение, со Јана. Сега ние нели организираме, правиме списоци едно друго, ја у паника секојаш, ама на неколку наврати јас влегував во училница и ја бев запрепастен кога те видов ти како предаваш на луѓето. И бев као, како може волку да се вложува, стварно ми беше тоа. И тогаш ствари јас прв пат видов колку ти си ја сакаш работата и колку сакаш да го пренесеш твоето знаење на... Знаеш како, Дамјан, мислам дека тоа доаѓа, еве до ден денес мислам дека начинот на предавање на група луѓе не ми е сменат. Ама знаеш зашто? Затоа што го правам од позиција на наставник или од позиција на некој кој што го работи тоа и се ставам на некако на исто ниво, не го правам позиција на магистар Диксит кој што знае се сега и сега јас ќе ви кажам како треба. Чекај, не си магистар тогаш. Тогаш ќе дојдам до тој дел, стои. Да, меѓутоа некако кога ќе им го дадете искуството од внатре, мислам на тоа од училница, нели? Многу полесно и по-топло и по-достапно им е на луѓето да го примат. И јас навистина кога работам со група наставници, работам на истиот начин како што работам со децата. Не знам, не можам да ги одвоам тие две работи, иако во последно време многу уживам во тие предавања со група луѓе, затоа што гледам дека тоа некако ми е природно и навистина многу го сакам, ама за спојувањето на двата методи, убаво е луѓето да се изложат на тоа, затоа што тоа се пристапи. И Рон Дејвис и Ортон Гилингхам. Значи, кога е пристап, тогаш, а не е курикулум или не е одредена програма, јас тогаш не презентирав програма, затоа што програмата по која што работам се вика Take Flight или NILD, имам 2 кои што едната се едуцира во Будимпешта, тоа не го спомнавме, меѓутоа небитно. Значи, тие се 2 програми кои што го следат пристапот Ортон Гилингхам. И кога е тоа пристап, тогаш може како сакате во училница да го искористите. Исто и Рон Дејвис можат да ги спојат нели сите елементи кои што им одговараат и кои што одговараат на потребите на детето. Јас и ден денес не се водам слепо по книгата на програмата. За едно дете функционира тоа, за друго некои елементи функционираат, некои не. Така што нормално го следам детето, неговиот ритам и неговите потреби. Така што комбинација на повеќе вклучување на алатки и комбинација на повеќе техники кои што наставникот сам ќе ги спроведе е многу важно. Важно е да имаат познавање од сите пристапи кои што постојат. Меѓутоа слепо следење нели во никој случај не е ни препорачливо. Знаеш како јас тоа и кажувам за наставниците и за сите наставници кои што сега не гледаат. Не мора да се експерти во областа. Доволно е да знаат некои алатки, пристапи. Пак ќе кажам, важно е да му помогнеме на детето, а и воедно тоа на последната обука што го зборуваше, тоа што ќе се примени за учениците со специфични тешкоти во учење во училница е нешто што нема да им штети, него баш напротив ќе им користи на сите деца. Значи не е
не треба не знам што да се направи за нема за овие штета од ученици. интервенција. Да. Иако е наречена интервенција, од таков пристап никој нема да има штета. Ниту ќе има штета ако прерано се почне. Не постои такво нешто како прерана интервенција. Или тој пристап ако се користи во училницата, така е полесно да се спроведе. Ако го интегрираат наставниците во начинот на кој што предаваат, тогаш многу ќе се избалансираат потребите на сите дечиња и ќе бидат вклучени во наставата подеднакво сите деца. Океј, тоа беа тие први семинари, нели, кога правиме микс на пристапи, методи и овакво. После гледам дека ги следам хронолошки настаните. Да, тука ние правиме малце пауза, веројатно се настани, и гледам тука се више корона. Добро, Да. тогаш, да. Да, гледам, сме закажале семинар. Да, во Битола на 7 март 2020 е последниот семинар во живо. Тогаш и прв пат се појави короната во Македонија. Јас се сеќавам тогаш во Битола исто како ти кога ми се јави за твојот дека има уште некој за овакво, ме наоѓа некоја девојка која што се занимава научно со дискалкулија, кажува дека живее во Кина, на факултетот во Вухан, истражува дискалкулијата и се погодуваат тој семинар во Битола, она да е таму, пошто во Кина е екот на корона, она е во Битола и доаѓа се запознаваме тогаш и баш ми текнува, викам, после се викам, леле, викам, девојкава дојде од Кина, јас сега корона тука и веќе следниот ден беше стварно прогласување на корона и се дешава она збунка, нели, не знаеш што си, како, што, а веќе ние закажани семинари, па преминуваме онлайн и го правиме оној бумот со вебинари, многу вебинари. Знам дека ти беше тешко на почеток, вајда. Да. Мене ми беше тешко и кога почна онлайн настава, јас немам традиционални ставови, меѓутоа кога станува збор за предавање, не можам, еве гледаш колку и инсистирам на семинари во живо, не може ништо да ми го замени тој контакт тет-а-тет со учениците или со слушателите. И да, искрено ми беше малце предизвик ми беше да се префрлам и на настава онлайн, посебно на терапија онлайн. Тоа беше нешто сосема ново, не бев сигурна како ќе го изведам тоа кога пристапот е многу мултисензорен и сега како се тоа ќе се дигитализира. Беше предизвик, а предизвик ми беше исто и вебинари, затоа што ми недостигаше онаа интеракција со учесниците. Кога се онлайн, нели, зад компјутер, зад екранот, нели, може да учествуваат или не. Кога прво не ги гледаш, луѓето сама се зијаш, викам, седиш и во екран се збориш тука сам, ама добро, мислам дека... Меѓутоа се навикнав, да, и сега гледам дека има позитивни страни, нормално вебинарот. Многу луѓе од секаде можат да присуствуваат, пака сме поограничени кога е во живо. Знаеш, пред да организираме последната обука, јас ти кажав, не, јас веќе обуки во живо не можам, затоа што некој многу се трошам на тоа. Да. Се тераме со вебинари, ама ти инсистираше. Обука во живо и добро ја направивме, мислам дека супер поминавме, пак ми се врати она чувство на семинарите порано и си викам, да, уствари колку е убаво, кажеш. Да, многу е поубаво дефинитивно во живо. Од друга страна, други се позитивните страни на вебинарите. И сега тука негде официјално при крај на, не знам, 4-та сезона на вебинари, ти стануваш магистер по специфичните шкоти во учење од првата генерација, така? Првата генерација, да. Ајде, од кај мотивацијата, затоа што нели веќе работиш дислексија, ние да го збориме тоа, во меѓувреме се отвараат магистерските студии на филозофски факултет. Како доаѓаш до моментот? Пошто не дека нешто посебно ти е потребно во тој момент. Не, знаеш, никогаш јас толку едукација поменав за да бидам практичар. И ова титулата магистер или нели стекнувањето со тоа звање некако не го поврзував со работата која што работам за во училница. Мене не ми беше потребна нели таа титула или тоа до едукација.
И некако ми беше, бев уморна, веќе ова трае, ова е процес, нели, на едукација за дислексија, кој што трае доста долго. Јас во Америка, паралелно еден период ми се поклопија и едукацијата во Будимпешта, каде што патував, тоа беше, морав да одам во Будимпешта, и онлайн, хибридна обука беше тоа, меѓутоа, еден период се сеќавам со професорката Каровска, не се сеќавам точно како стапивме во контакт, меѓутоа знам јас дека отидов на факултет за да се сретнам со неа, за да разговараме за некоја соработка, како може со студентите да вклучиме практична настава и Каровска ме прашува, вика, добро, ти каде магистрираш? И јас викам, немам магистрирано. Дирекцијата беше, немаш магистрирано, викам, не, се уште го немам тоа. Ова веројатно имало некаков впечаток дека со сите овие едукации кои што се специјалистички студии, не се, нели, официјално немав титула, и професорката Каровска ми беше еден од главните мотиватори за тоа. Тогаш, не знам, зборувавме и вика, добро, потребно е да го направиш ова, за да може понатаму поголем импакт да направиме, нели, генерално во образованието, не само со дечињата. Така што мислам дека за некои 2-3 дена откако разговаравме со професорката Каровска, јас веднаш се уклучив многу покасно, веќе студиите беа почнати. Јас се уклучив малку подоцна и тоа ми беше некако главната мотивација дека со тоа ќе биде поголем импактот, а и секако супер, мислам, многу беше драго што има такви студии конечно. Да, тоа е благодарение на Александрин филозофски факултет. Да поздравиме неа, иако и она ќе биде гостинка во една од епизодите. Мило ми е што имала таков инфлуенс врз тебе, нели, да го финишираш и тој, па е следно на докторски. Ето и тоа беше одма, после тоа беше на одбраната уште, ајде сега докторски. Одмори малце. Добро, после, чекај да видиме, затоа што, како што кажа, практичар си, работиш со деца. Дај, може да ми издвоиш некоја интересна случка од секојдневие со децата, нешто вака што ти оставило доста впечаток. Сигурно има многу. Знаете, знаеш како овие дечиња со дислексија имаат многу, не знам дали е зборот интересна, ама се многу специфични и се многу различни, нели? И во начинот на кој што комуницираат, и во начинот на кој што го перцепираат светот. Така што секојдневно многу учам од нив, меѓутоа се сеќавам дека едно од првите прашања кои што мојот прв ученик ми ги постави беше, и тоа на овој начин: Will dyslexia ever go away? И ја сега почнувам да му објаснувам. Викам, знаеш, ако работиме на тоа, ќе добиеш повеќе вештини. И ми вика, it's a simple yes or no question, мискате. Да. Умеат да те стават во една многу неудобна позиција, да речеме неудобна во тој момент за мене, меѓутоа мислам дека од тој момент јас навистина почнав така малце посериозно да размислувам и да се бавам со тоа како им функционира нив мозочето и начинот на кој што размислуваат. Им треба дали ќе помине дислексијата или нема да помине. И многу ми беше битно, мислам дека од тој момент почнав на дечињата да им кажувам јасно дека имаат дислексија и да не го виткаме тоа во светкава фолија, затоа што нема потреба. Затоа што ќе дојде момент кога ќе сакаат ќе си оди ова или нема да си оди дислексијата. И сега на таа возраст, ако му кажам ќе си оди, ќе го излажам. Ако му кажам не, значи јас тоа секогаш кажам, нема зашто да шукаш да виткаме дислексијата. Имаш дислексија, that's all, пак ќе кажам, многу е едноставно кога веќе во светот има толку многу познати луѓе кои што имаат дислексија, кои што зборат за тоа дека они се успешни заради начинот на кој што размислуваат поради дислексијата. Мислам дека не е страшно. Секако е голем предизвик. Е тешко ти, апсолутно. Најубаво луѓето што имаат дислексија, еве јас знам како е да се соочуваш со сето тоа, меѓутоа не гледам како нешто страшно. Не, и големи учители се, знаеш, јас покрај такви прашања многу работи научив од тие дечиња, например, овој ученик ме војоде во светот на Star Wars. Беше голем фан на тоа. И јас сите активности ги формулирав околу таа тематика.
До ден денес со нив дознавам нели за сите напредоци во технологијата, за сите. Добро, зашто се смееме? Да, страна. Апсолутно. Да, и кој што имам мал така предизвик да ги совладам, меѓутоа правиме тим, кај што тој ме учи све што треба. Јас буквално на некој час кога ќе заглавам, тие ми се први ученичето, ќе ми покаже како треба и што се треба да направам. И таа размена ми е незаменлива и секогаш е забавно на час така, кога едноставно искрена сум им кажувам дека ова мене не ми оди баш сега, ајде да, или сите трендови веќе зашто почнувам да вклучувам веќе и TikTok и не знам, прават Instagram постови и така натаму, затоа што ме учат на тие нови трендови денес кои што се неизбежни, кои што мора да се интегрираат во наставата и тоа секогаш е многу интересно со оваа категорија на имаш кој да те води низ целиот тој процес, јас не седам тие низ друг, да. Фантастични се децата, многу е убаво со било која возраст да се работи. Со тинеџери сега најмногу работам и така, тоа е. Сега, знаеш што ми текна? Еден момент што ми остави многу впечаток. Барем ја така го перцепирав. Ти работиш со децата, нели, барем јас сум сведок на твојата посветеност. Го кажа и на претходната обука и претходно нешто исто, некој предавање кај што имавме, моментот кога вистински сваќаш како им е на децата со дислексија, моментот со раката. Да. Да, пред неколку години, пред 3 веќе, да, скршив рака, доста сериозно скршив раката, значи бев оневозможена да функционирам и поради скршеницата и поради оштетување на нерви каде што нема функција буквално на раката. И нели после постоперативниот период се вклучува терапија. И на физикална терапија одам јас, каде што веќе почнува полека да ми се враќа функцијата со нервите, меѓутоа не се уште целосно. И една од вежбите јас да ја пишувам азбуката или да ја пишувам бројките. Во еден момент кога веќе стигнав некаде при крај, ова голгота која што ми трае, не знам, некои 20-30 минути, мене ми е потребно за да ја напишам азбуката, затоа што физички ми е невозможно. И во еден момент уште 2-3 букви имав и терапевтот ми вика: "Ајде, уште малку, уште 2 букви." Там ја толку почувствував потреба да буквално да ја превртам масата, затоа што ми се појави за прв пат таков гнев и револт, дека некој ме тера да направам нешто кое што навидом изгледа многу лесно, ама јас во тој момент не можам да го направам. Тоа ми беше прва конекција која што ја направи со тоа како е, затоа што една од првите ученички, првиот ученик кој што ми беше, буквално ми има превртено книга, сакајќи да ја преврти масата, кога јас инсистирав да напише ајде уште едно зборче, нели, тоа првата година за да можам планот да го исполнам, оно што сум зацртала, не разбирајќи каква фрустрација тоа ќе направи кај него. И сега јас после неколку години сум ставена во истата ситуација и покрај тоа што знаев дека ова е минливо, дека не е перманентно, знаев дека ќе помине раката, барем се надевав дека нели ќе помине раката, пак дојдов во ситуација да бидам толку многу исфрустрирана од тешкотијата, посебно кога тој што ме води низ процесот нема слух за мојата потреба. И тоа беше првиот момент кога сватив дека е навистина тешко да ги тераме дечињата да направат нешто кое што навидом изгледа многу лесно. Јас требаше ЧДШ уште да ги напишам, меѓутоа толку ме беше физички бев веќе уморна и не можев да ја направам таа конекција, да размислувам за како е формирањето на буквата и нели моторички да го изведам тоа. Прв пат баш осетив како е да си во нивна кожа, иако тоа беше само фракција нели од тоа свет. Да, затоа што и они го гледаат процесот на читање, сите деца во оделение читаат, очигледно е некој лесен процес, а они едноставно не можат, имаат пушинг од сите страни, ама ајде можеш, ама ајде, или глупав си, или не знам што, и за тоа се создаваат сите. Уште малку, ајде уште малку, уште едно зборче, и знаете кога им го викаме тоа уште малку, уште едно зборче, само се билда тој гнев и таа фрустрација, исто како мене што ми се појави кога реков не, веќе доста е. За денес толку не можам, едноставно е невозможно. И
Голгота со раката требаше доста долго, некои 7-8 месеци, можеби година ми требаше да вратам целосна функционалност, каде што исто разбрав како е кога здраво за готово ги земаме оние наједноставни или најлесни работи, кога не можев коса да врзам, например, не можев да закопчам патент или копче или работи кои што навидом не ги ни перцепираме како нешто, него баш ќе земаме здраво за готово дека нормално дека можам секогаш да го завршам. Да, не си го размислувал моментот на закопчување, копче или фаќање коса. Апсолутно, и сега ќе направиме паралела, и читањето е многу навидом едноставна вештина, меѓутоа не е многу сложен процес и многу комплексен процес. Да, зашто генерално сите читаат, секој знае да чита или да се пишува или така што. Океј, сега уште нешто што би сакал да го спомнам, тоа е првата обуката во Велес. Да. Значи се појавила, се сеќавам, избори се пред неколку години и во Велес победува Марко. Да. Марко, првиот политичар, градоначалник кој што кажува дека јавно дека има дислексија. И во тој период јас се сеќавам Александра од Старс ми се јавува од Велес и ми вика, Македонија го има првиот градоначалник со дислексија. Јас претходно сосема случајно, он стапува контакт со Александра, ме контактира, мене доаѓа кај нас во центарот, тогаш мислам нема врска, не знам дека е политичар човек, знам дека е возрастен човек, не е дете. И знам со Славица разговарале, тогаш увиделе едно друго и сега он доаѓа да биде градоначалник и јас бев као о мај гад, што се дешава, ама дали ќе сака човеков јавно да збори за тоа, не очекував. Наискрено, затоа што јас познавам и многу мои пријатели кои што се соочуваат со дислексија, со мене не сакаат да го разговараат тоа, не па јавно, како што тоа го правеше и се уште го прави Марко. И на моје изненадување, тоест тебе те контактираат. Да. Иницијативата прв пат некоја власт локална, централна, независно да вложи обука за наставниот кадар за дислексија. Тебе те контактираа? Ја исконтактираа сестра ми, мислам дека, која што е специјален едукатор и рехабилитатор во Велес, во Центарот за јавно здравје, и сестра ми ги пренасочува кај мене затоа што не се занимава директно со дислексија, така што така стапив јас во контакт со нив, со Александра, и која што сакаше да направи нешто, не знаевме што, него сакаше да направи нешто и да Марко како некој кој што има дислексија, нели да им помогне на локалните наставници да го увидат тоа и да видат дека не е ништо страшно и нели да се справат со дечињата кои што имаат дислексија, така што од таму беше иницијативата, нивна беше иницијативата, на што ја посебно се израдов, посебно дека е од Велес. Ајде се држите тука дека од Велес, па да се држите се. Аз сум ти спомнувала неколку пати во Велес да направиме, доволно е близко, се сеќаваш дека нема да биде. Ама моето беше, зашо во Велес еве ги ќе дојдат до Скопје, во Скопје, и се јавија. И така некако јас после тебе те контактирав за да видиме што може, како може тоа да го Ти беше, јас не правам без Ајнштајн. Јас не правам без Ајнштајн толку време. Фала ти, знаеш дека јас многу го ценам тоа. Да, се надевам дека тоа ќе продолжи. Не мора градоначалникот да има дислексија за да знаете дека треба да се инвестира во нешто такво, затоа што како им е потребно на наставниците. Значи, не можам ни да ги изборам колку едукативни наставни вебинари, семинари сме направиле за дислексија и сето тоа сме го правеле ние без никаква финансиска, нема само финансиска, институционална поддршка за да се спроведат тие работи, или се прават обуки, кај што тоа ќе се наврзам на координативното тело, некоја државна институција прави обука, не ги зима експертите од државата кои што се за таа област. Значи, ние луѓе има тука, малку се, меѓутоа има, консултирајте се. Не е проблем. Јас верувам, сеќавам и на почеток, тогаш не се знаевме. Ние самите првите семинари кои што ги правевме, сите предавачи, професорката Каровска и Славица и Орхидеја професорката, сите тоа го правеа без пари. Јас верувам дека ако државата дојде и ти консултира, те праша дека
ние би го направиле тоа затоа што стварно сакаме да направиме промени кои што се и текако потребни кај нас. И се зазборевме многу. Да, ама добро, знаеш, кога и да седнеме можеме до утре да збориме, а може да направиме и втор дел од емисијата, која уште толку да збориме, може уште некој да вклучиме. Да вклучиме баш. Ајде за крај вака, некоја порака до родителите, до наставниците, што би им кажала, затоа што и родителите се уплашени, и наставниците се уплашени, не знаат. Многу често се случува да секам на коментари, ама она што џабе она збори, работи во приватна школа, ама не е тоа поентата. Значи секој ако сака може да направи промени за учениците. Промената почнува од училница. Не може да чекаме да се направи промената, некоја институција да направи промена, нели јас само да седам и да чекам. Дури и во приватно училиште промената тргна од прво од желбата и љубовта на родителите, потоа мојата, па за да стигнеме нели да постои еден таков центар за специфично учење во QSA, каде што сега поддршка добиваат многу дечиња. Значи тоа не е ниту пракса, ниту во ниедно друго училиште во QSA, а QSA е на нели глобално ниво, не постои таков центар каде што дечињата добиваат ваква поддршка. Еве се уште обстојува овде, иако сме се уште нели релативно мало училиште. Така што стравот е голема препрека за да се направи нешто. Кога ќе оттргнеме стравот, многу полесно после може да действуваме. Не е едноставно и не е лесно, посебно не за родителите. Јас секојдневно имам комуникација со родителите и навистина ги разбирам како им е кога треба да прифатат дека детенцето има некоја тешкотија. И тоа е процес кој што треба да се помене, се постојат нели фази во кои што образованието, односно едукаторите треба да бидат на иста страна со родителите за да можат сите да го поминат тој процес и да има заедничко разбирање. Дечињата како дечиња колку порано се откријат, толку е нели подобро за нив и толку полесно ќе ја прифатат тешкотијата. Кога ќе се открие на некоја подоцнежна возраст, да речеме во тинеџерските години, веќе имаат развиено многу компензаторни техники во тој период и е многу тешко да се вратат назад, така што стравот е уште поголем и срамот. Срамот е исто голема пречка, затоа што веќе се срамат да признаат, нели, да бидат видени дека имаат тешкотија, толку долго поминале толку долго време веќе биле во образованието, па тек сега нели се открива. Меѓутоа, генерално едно како препорака, она што за наставниците најмногу веројатно е да направат контакт со дечињата и да остварат однос со дечињата. Таа симбиоза помеѓу учител и ученик сум ја зборувала неколку пати, меѓутоа мислам дека е клучна во овој процес. И симбиозата на родителите, учениците и наставниците. Тој триаголник не смее да се заобиколи и не смее да се прекине, таа соработка и тоа меѓусебно разбирање, затоа што е јадрото, основата на тоа како може да му помогнеме на едно детенце. Тоа се постигнува кога наставниците ќе бидат флексибилни, затоа што кога сме флексибилни, сме отворени да ги примеме сите дечиња со диверзитет, односно сите дечиња со какви било предизвици. Кога ние ќе ги прифатиме, тогаш ќе почувствуваат дека дечињата припаѓаат. Не може да очекуваме да припаѓаат или само да бидат вклучени во инклузивно образование, кое што на хартија изгледа супер, меѓутоа уште се трудиме да го најдеме правиот вистинскиот начин како да го изведеме тоа практично. Така што мислам дека симбиоза, флексибилност се едни од најклучните работи и потоа може да следува формалната обука или едукација за работа со ученици. Ако почнеме од тука, понатаму полесно ќе оди. Затоа што па и формална обука без овие елементи ништо нема да промени. Да, за крај да извлечам заклучок. Рано препознавање, рана интервенција, прифаќање и соработката родител, ученик, наставник. Секако. И јас апсолутно кажувам дека и сметам дека тие се важните моменти, особено раната детекција, интервенција, за да му се овозможи на ученикот нели да има да се снајде и во околината и да постигне успехот кој што
го заслужува на крај крајшта заради трудот кој што го вложува, затоа што сигурно ќе се согласиш со мене дека на вистина децата со дислексија вложуваат многу труд, да. Многу труд а резултатите не се такви како што според вложението. Секако и кога вложуваат многу труд, наша работа е да ги насочиме каде да го вложуваат тој труд, затоа што ќе се истрошат во еден момент ако само вложуваат труд и нема резултат. Така што наука и човечки фактор, тие два елементи мора да се спојат. Човечноста на наставниците, односот и науката, образованието. Едно без друго во никој случај не може да функционира и да даде најдобри резултати. Океј, јас сега за крај се надевам дека ќе им се допадне на сите кои што ќе ја гледаат емисијата. Ако им се допадне, ќе одиме сигурно со втор дел. Да. Нема да бидеме волку долги, ќе пробаме пократко. И сакам да ти кажам стварно фала што беше дел од овој подкаст. Не се надевам, знам дека нашата соработка ќе продолжи понатака, затоа што верувам дека сите ние кои што сме вклучени во ова, сме способни, можеме, сакаме и ќе ги направиме промените кои што ни се потребни за дислексија и за општо за специфичните тешкоти во учење. Се надеваме јас чекор по чекор, исто како кај дечињата кога се радувам на секој мал напредок, така се радувам и со ова, иако веќе не е мал напредок, доста долго време помине и мислам дека сме на едно солидно ниво, се разбира има се уште простор за работка, ама јас сум секогаш многу ми е драго и многу се радувам на секоја соработка со тебе и со Ајнштен се разбира посебно. Каде се гледаме и одиме заедно понатака во сите препреки, предизвици кои што не очекуваат, за да ги направиме промени. Како што викаш, направени се промени, направено е многу, ама ни останува. Мислам дека не сме ни до пола, имаме уште многу пат што треба да го изодеме. Мислам дека заедно сите ние кои што го работиме ова, ќе го постигнеме. И тука без разлика на ставови или на техники или на не знам какви се разлики, сите разлики се надминуваат кога целта е една иста. Тука нема потреба да имаме такви пречки. Еве ние сме доказ дека може. Така е. Да. Се гледаме во наредна емисија. Фала ти. Епизода. Емисија.